Почитуван подпредседателе, почитувани пратеници, почитувана пратенички, благодарам за учеството во дебатата на оваа интерпелација. Тоа само покажува дека сепак имате храброст за разлика од другата опозиција која што заедно ве поддржава во интерпелацијата, денеска ја напуштија. Јас сакам да зборуваме низ факти, токму заради тоа што и вие го говоривте за остварувањето на уставните начела, на законските начела, што е тоа што се прави, како се бројките и така натаму, врз основа на бројки. Знаете, јас бев 2006 година млад ентузијаст, пратеник во собранието и зборував многу на различни теми, така да познато ми е ова што и вие го кажувате. Кога зборуваме за криминалитетот, еве ви аргументација. 2020 визави 2019 претходната година. Зголемување за 59% на ефикасноста на полицијата. Ова е статистика. Второ, резултати во намалување на криминалитетот. Вие кажувате пред македонската јавност дека имаме зголемување на криминалитетот. Еве ви, намалување на класичниот криминал за 9%, намалување на убиства за 59%, намален број на разбойништва за 18,8%, зголемена ефикасност за 5%, намалување на прекршоци од јавниот ред и мир за 12% и намалени жртви во сообраќајните незгоди за 5%. Во однос на организирани криминални групи, сузбиени 13 криминални групи со 71 физичко и 2 правни лица. Недозволена трговија со дрога, сузбиени 6 организирани криминални групи со 24 лица. 3 криумчарење на мигранти, сузбиени 3 криминални групи со 22 лица. Корупција, сузбиени 3 групи во кои действувале 14 физички и 2 правни лица. И тероризам, пошто најмногу се осврнавте на заштита на животот и здравието. Сузбиена 11 члена терористичка организација, пронајдена поголема количина на оружје, на муниција и на експлозив. Во делот на корупцијата, која се зборува вака слободно, на памет, популистички и така натаму, една работа. 3 групи организирани криминални, пријавени 14 физички и 2 правни лица. Документирани 97 кривични дела, од кои имаме кривично пријавени 161 лице или вкупно причината материјална штета од 100 милиони денари. Ова го кажувам на сите за да ги имате податоците кога зборуваме за криминал и за корупција. И висока застапеност на коруптивните злоупотреби, кривично пријавени високи функционери, раководители, јавни службеници. Најголема детекција во образованието, во државните органи и предпријатија и во јавните институции. И да не зборувам за ништо друго, само на крајот 2 реченици. Кога зборуваме за заштита на животот и здравието на луѓето и на граѓаните, ова е многу различно од она време со кое што денеска заедно поднесувате интерпелација со ВМРО ДПМН. Монструм, загинати луѓе. Кумановски настани, загинати луѓе. 27 април, за малку убиство на пратеници, меѓу кои на вашиот лидер, прислушување и злоупотреба на основните слободи и права на човекот и граѓаните. И вака, ако останеме за тоа што било, 2 дена можеме да разговараме. Благодарам.